Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Продолжуваме со 8-миот член од символот на верата. Тој гласи: И во Светиот Дух, Господ, кој дава живот, кој излегува од Оца, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отца и Сина, и кој говорил преку пророците. Во овој член се започнува вториот дел од символот на верата, кој бил формулиран на вториот Вселенски собор, одржан во Цариград во 431 година. Овде се нагласува вистината за Светиот Дух. Зошто? Во раната црква се појавило погрешно учење ерес за Светиот Дух, позната под името духоборство. Духоборството била ерес која погрешно учила за третото лице на Света Тројца, за Светиот Дух. Зачетник на ова ерес бил Цариградскиот патријарх Македонија. Неговото погрешно учење било во тоа што го признава вечното раѓање на Бог Син од Бог Отец, но не го признава божеството на Светиот Дух. Тој учел дека Светиот Дух е повисока творба на Бог Отец, исто како ангелите, но не е еднаков со другите две лица на Света Тројца. Ова ерес била осудена на вториот Вселенски собор. Затоа соборјаните го дополниле символот на верата. Па да видиме кој е Светиот Дух. Кога претходно зборувавме за Света Тројца, го изложивме учењето на црквата за Светиот Дух. Но кратко да се подсетиме. Ние ја исповедуваме верата во едниот Бог, но во три лица, а тие се Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух. Сите три лица меѓу себе се еднакви, само се разликуваат според нивните лични својства или лични особини. Така Бог Отец е нероден, Бог Син вечно се раѓа од Бог од Отца и Бог Свети Дух вечно излегува од Отца. Надворешното пројавување им е едно, иако на Бог Отец му се припишува создавањето, на Бог Син искупувањето, на Бог Свети Дух просветлувањето. Бог Свети Дух постои од вечност. Он учествува во создавањето на светот. Он во вид на гулаб се појавил и при крштевањето на Бог Син, на Господ Исус Христос, на реката Јордан. Преку богочовечкиот живот и работата на земјата, Господ Исус Христос го извршил спасението на човекот. Но за да постане човекот учесник во спасението, неопходно е да се соедини со Спасителот. Тоа е можно само преку Светиот Дух. Светиот Дух ги соединува луѓето со Господа Исуса Христа во телото Христово, односно во црквата. При вознесението Господ Исус Христос им рече на апостолите: а кога ќе дојде Утешителот, Духот, кого јас ќе ви го испратам, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, Он ќе сведочи за мене. Јован 15:26. Со овие зборови Исус Христос го најавува доаѓањето на Светиот Дух на земјата, што се случило на празникот Педесетница или Духов ден. Улогата на Утешителот, Светиот Дух, е да им даде духовна сила на верниците, да ги води низ животот и да им ја открие вистината за божествената природа и учењето, а тоа го извршува преку црквата. Како се случи доаѓањето на Светиот Дух? Во Новиот Завет, Дела апостолски, глава 2, опишано е настанот на слегувањето на Светиот Дух. Така се вели: поради празникот Педесетница, во Ерусалим се собрал многу народ. Поради страв од јудеите, апостолите заедно со Мајката Божја, Пресвета Богородица, заедно и еднодушно биле собрани во една куќа во центарот
на градот Ерусалим. Живееле во постојан страв, оти биле означени како Христови следбеници и непријатели на народот. Заедно со новоизбраниот Матиј, на местото на Јуда, тие биле 12. Во Ерусалим доаѓале луѓе од сите краеви на Јудеја, од Месопотамија, од Египет, од Кападокија, од Фригија, од Памфилија и многу од краишта за да го прослават празникот Педесетница. И што се случило? Одеднаш околу 9 часот наутро се слушнал силен шум од небесата, како идеше силен ветар и ја исполни целата куќа каде што беа апостолите. Им се јавија разделени јазици како огнени и застанаа по еден над секого од нив. И сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Светиот Дух да изговараат. А во Ерусалим имаше јудејци, луѓе побожни, од секаков јазик под небото. Кога се слушна тој шум, се собра народ многу околу куќата и се збрка, бидејќи секој ги слушаше како зборуваат на неговиот јазик. И сите се чудеа велејќи меѓу себе, зарем овие луѓе што зборуваат не се сите галилејци? Па како тоа сите да си го слушаме својот роден јазик? Некои помислија, овие не знаат што зборуваат, затоа што се пијани. Тогаш апостол Петар, заедно со другите 11, стана, го подигна гласот свој и ми објасни на луѓето дека тие луѓе не се пијани, туку се исполнети со Светиот Дух, што им го испрати Господ. Потоа апостолот во опширна проповед им зборувал за Господа Исуса Христа, кого тие го осудија на смрт и го распна на крст, но дека Христос воскресна откако Бог го ослободи од веригите на смртта, бидејќи таа немаше сила повеќе да го држи. И така, откако Христос беше вознесен, Бог го направи Господ Исус Христос. Откако го слушна тоа на луѓето во срцата, им стана мило и му рекоа на Петра и на другите апостоли: луѓе, браќа, што да правиме? А Петар им рече: покајте се и секој од вас да се крсти во името на Христа Исуса за опростување на гревовите и ќе примите дар од Светиот Дух. 2 глава 38. Спасувајте се од овој опак род, се мисли на демонскиот, им велеше апостолот. Кои се придобивките од Светиот Дух за луѓето? Помошта што му ја дава Бог на човекот преку Светиот Дух се нарекува Божја благодат. Таа се дава на луѓето преку црквата, односно преку светите тајни, преку обредите и светите богослуженија. Поради тоа, во православната црква, Светиот Дух често се призива, Светиот апостол Павле вели: Светиот Дух, кого Бог го изобилно го излеа на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител, та оправдани со неговата благодат да станеме наследници на вечниот живот. Послание до Тит, 3 глава. Преку примањето на даровите на Светиот Дух, ние го примаме Духот кој ни дава сила да влеземе во нов живот со Христа, да бидеме негувани во црквата и потврдени во ликот Божји. Божјата благодат е невидлива сила и Божја енергија која им се дава на луѓето преку Светиот Дух. Благодата им помага на луѓето кон спасението. Во овој член Светиот Дух е наречен Господ, затоа што со тоа го означува божеството на Светиот Дух и дека Он е еднаков со другите две лица на Света Тројца. Он е Господ, исто како што е Бог Отец и Бог Син. Зборовите кој живот твори или е животодавец, ни кажуваат дека Он е равноправен дел од Светата Тројца и Творец кој вдахновува живот.
Тој му дава духовен живот на човекот, го осветува, го обновува и му ја открива вистината, претварајќи ја верата во вистински исполнет живот. Во православната теологија, улогата на Светиот Дух како создател и животдавец е суштинска од неколку причини. Прво, духовниот живот на човекот без Светиот Дух е невозможен. Он е оној кој во духовна смисла повторно го раѓа човекот, давајќи му духовна сила и усвршувајќи го со божествена животворна сила преку крштевањето. Второ, он е извор на секоја добрина, на секоја мудрост, разум и правда. Он е утешител, кој ја пренесува Божјата љубов и создава внатрешен мир и го одржува светот. Зборовите кои излегува од Оца, на кого се поклонуваме и го славиме, заедно со Оца и Сина, означува дека заедно со Отецот и Синот е почитуван и славен, учествувајќи во создавањето на светот и одржувањето на животот. Светиот Дух ги просветлува луѓето и ги води кон вистината. Без негово присуство Светото Писмо би било само мртво слово, а христијанството би било празно, без вистинска радост. Зборовите кои говорел преку пророците ни кажува дека Светиот Дух зборувал преку пророците во Стариот Завет и ги надахнувал при пишувањето на светите книги во Библијата. Тоа го правил и при пишувањето на книгите од Новиот Завет. Апостол Павле им вели на христијаните: зарем не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бог за да живее во вас? Што значи тоа? Во Стариот Завет храмот во Ерусалим бил физичко место каде што престојувал Бог. Со доаѓањето на Исус Христос, Бог веќе не живее во градби, туку во срцата и телата на луѓето преку Светиот Дух. Со тоа што Бог преку крштевањето и миропомазувањето го подарува Светиот Дух, со тоа човечкото тело станува свето место. Според христијанското учење, после Христовата жртва на крстот, верникот, бидејќи е скапо платен, не си припаѓа самиот на себе, туку му припаѓа на Бога. Со овие зборови апостолот не повикува да го почитуваме своето тело, да го чуваме од гревови и да го користиме за добри дела, бидејќи телото е дом Божји. Затоа целиот наш христијански живот е подвиг за стекнување на благодата на Светиот Дух. Преку примањето на даровите на Светиот Дух, ние го примаме Духот кој ни дава сила да влеземе во нов живот со Христа, да бидеме негувани во црквата и потврдени во ликот Божји. Амин.